ми кажа дека си работел како консултант на развој на туги бизниси. Во даден момент одлучуваш, веројатно со поддршка од партнери, со работници, да создадеш собствен бизнис, односно да создадеш продукт кој што е органски и прехранбен. Зошто се одлучи баш за оваа индустрија и кој беше првиот производ што го направивте? Па добро, имам ја искуство во работење на, да речам, меѓународни развојни проекти, меѓу кои и проектот за органско производство, тоа беше некаде 2008-2009 година. Имавме, нели, од швајцарски беше проект, имаше многу консултанти кои што гостуваа, пренесуваа знаење и така натака. Едноставно, тој вид на производство, идејата позади него, мене ми легна лично. Значи, ми се допадна филозофијата позади органското производство, ми се допадна, значи, се она што го представува и кон што придонесува кога ќе се, нели, произведува на органски начин и кога ќе се конзумираат органски производи. Првиот производ што го почнавме беше органски ајвар. Тоа беше некаде, значи, 2010 година. Во тој период немавме собствено производство, повеќе сакавме да го тестираме пазарот, да видиме дали воопшто има одредено познавање, дали се воопшто се перципира како производ, ако е одреден производ органски. Каде да го продававте? Значи, почнавме да го продаваме пред се го понудивме во македонскиве маркети. Првата година одговорот што го добивме беше дека да, маркетите, односно комерцијалистите во маркетите беа свесни дека е тоа нешто што доаѓа, дека да, трендови има во тој правец. Во другите држави, меѓутоа едноставно во Македонија е премногу рано за да може да се пласира и да се стави таков производ на полица. Не одбија, значи, една година не можевме ништо да понудиме во сериозен маркет. Останавме да продаваме, нели, во помали продавнички, колку да се осети дали воопшто има интерес или нема интерес од страна на потрошувачите. Во тој период многу малци се знаеше што точно представува органското производство. Луѓето кои што беа инволвирани во тие проекти, целта им беше да го шират знаењето за органското производство, бидејќи и онлайн немаше толку многу информации како денеска. Денеска едноставно за се може да се најде информација онлайн, само прашање колку време ќе се посвети да се бара, додека тогаш беше, нели, повторно пренесување на знаењето преку обучувачи, преку обуки, преку гости кои што доаѓаат од странство, пренесуваат своји искуства. Имавме посети, нели, на производители во странство да видиме како они го прават тоа. И, нели, највеќе од се, најголем проблем беше што тогаш, за разлика од сега, немаше толку достапни препарати.